Почитувани граѓани, почитувани медиуми, криминалот и корупцијата почнуваат и завршуваат со Зоран Заев и СДСМ во Република Македонија. Извештајот на Стейт Департментот е потврда за криминалот на Заев и криминалната булумента околу него, каде што и повеќе од јасно кој го прави, кој го контролира криминалот и кој го зема митото и рекетот во државава. Бизнис заедницата изоставува Република Македонија како инвестициска локација од единствена причина што секој од власта, од првиот до последниот ешалон им бара мито и ги рекетира и затоа се принудени да одат да инвестираат компаниите во други држави. Почитувани граѓани, Зоран Заев, кој што рече дека криминалот и корупцијата ги прави третиот ешалон, очигледно ги има измешано ешалоните. Заев се уште не е свесен дека не му проаѓаат лагите кај граѓаните и се однесува недоветно. Еве, јавно ќе запрашаме, дали Лидија Димова не е прв ешалон која што ограби европски пари, стотици илјади евра. Европски пари ги проневери Лидија Димова за едукација на магариња и слично. Дали доделувањето на грантови на високи партиски функционери од Фондот за иновации не беше прв ешалон на функционери. Сите знаете дека една плејада цела од првиот ешалон на СДСМ и власта зема грантови од Фондот за иновации. Дали и Кочо Андјушев, кој што беше втор човек до Заев, подпредседател на Заев, подпредседател на владата, не беше прв ешалон. Господинот си укина царина за увоз на електрични литиум-ионски акумулатори. Дали и Драги Рашковски, Николче Тасевски од МНАФ и случајот Леонардо, за кој што виде целата јавност, односно слушна, не се прв ешалон на луѓе. Веднаш до Заев се. Криминал од неколку милиони евра со италијанската компанија Леонардо. Почитувани, да бидеме реални, историските неуспеси и високиот криминал и корупција се случуваат секогаш кога на власт е СДСМ, но сега, во времето на Зоран Заев во СДСМ, криминалот и корупцијата го достигнаа врвот кој што никој не можел да го замисли. Одговорност мора да има за сето ова, а првичната одговорност следи по локалните избори, најпрвен во локалните самоуправи, каде што исто така, како и во власта, односно како и во владата и министерствата, има криминал, корупција и сите останати негативни референци кои што царуваат со општините. Сето ова треба да се исчисти од корен. А тоа ќе се случи веднаш по локалните избори. Благодарам.